Господ кога го истера Адама од рајот. Чита Александар Стадојков. Од кога го истера Господ Адама од рајот, го проколда со клетва. Ајде, излегуј Адаме од рајов, оти ти тебе послуша беде што ти заповедав, да ја ораш земјата и да ја копаш дури си жив, да така со леп да се радиш, му рекол Господ. Си ја наведил главата Адам и си ја зел жената, да си излегол од рајот. Многу бака беше му дошло да Адама, ама немаше што да чините од страхот од анđело што го подплашуваше со камшико од две лути збии направен. Од која направи троа джева, видел ти друго не бидуат и си излезе плачејќи од рајот со се жена си. Бајќи ди се вртка околу рајот за ѓоа пак да влези во рајо, арно туку анđело стојал на вратата со камшико в раце и ништо живо не го припуштал за да влезит внатре. Ах, жено, зошто ме излага да му грешам на Бога, за вака сега јас и ти да тргаме бак. Аби сега што ќе јадиме за да живееме? Орај, копај бажу, му рекла жената, да се радиме, оти таков ти бил умот, така ќе ни тргат главата. Виде Адам оти друго да бидуат, зеде мотиката да ја копат земјата. Со прво бавдување со мотиката в земи и му бликнало пот од сета снага. Оф, мори жено, да би од Господ си го нашла што ме зеде на душа за вака да се потам, му рече Адам. Од кога се одморил, малце станал да копа, арно, ама кај ти можел Адам да копа? Оставил копањето и беше направил едно рало за да орат. Заптал волоите и тргнал една бразда, уште една тргнал и на треќата бразда му се виде полесно рањето од копањето. Со волоите жено што тргаат, не пара ќе се бачам како со копањево, и со рањево како што гледам ќе се радиме, туку ела ти терај ми и волоите, јас да држам ралото. Кога и дорече тие зборои Адам, туку беше излегол ѓаволо пред волоите и беше му и ватил. Кого си прашал ти, бре Адаме, му рекол ѓаволот, што си заптал да ораш? Оти се твое това место, му рече Адам на ѓаволот, што не ме оставаш да орам? Моје, та чие е, ајде, бегај од тука, му рече ѓаволот. Виде не виде Адам, стана од тука и отиде на подалечно место. Запна таму оралото и ете го ѓаволот и таму беше му се препречил пред волој и од тука го истера. На трето место и тамо не го оставаше. Абат бре човече, му рекол Адам, заошто не ме оставаш да си изорам едно парче место за јас да живеам? Не те оставам, оти јас ја повелам земјава, да затоа не те оставам, му рече ѓаволот. Аби чаре за живеењето моје, му рекол Адам, како ќе правам? Колај за живеењето твое, му рекол ѓаволот, јас чарето ти го најдувам, од кога ќе ми даеш еден седец за челата твоја што ќе ти се родат. Живите твои да бидат, а умредите мој. Дубале, шестале со жената си и се склониле, та му дал Адам еден сенет од раката, пишат на една плоча со крв од снагата од Адама. Ја зел плочата ѓаволот и ја клал долу под казано во пеколо. Стоела таму и сите луѓе што убира, сите во казано од вечната бака одеа, да дури отишол Ристос во вечната бака и ја окршил плочата што беше ја дал Адам наместо сенет. Ете така беше го оставил ѓаволот Адама да орат и да се ранит од која го истерал Господ од рајот.